Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е Рубен Земон, поранешен пратеник. Господин Земон, добро дојавте. Добро најдов во овие летни горештини. Зборувавме на самиот почеток со поранешниот пратеник Драган Данев на оваа тема, тоа е извештајот за напредокот на Македонија кој денеска Не е за напредок денеска. Ова е извештајот на Европарламентот. На Европарламентот, да. Напредок е подоцна на комисија што се да, кој денеска почнува расправата во Европарламентот, утре треба да се гласа за таа резолуција. Најмногу бура во јавноста се дигна околу тие идентитетски прашања, околу тој дел кој беше ставен во резолуцијата, па сега како што според информациите треба да биде изоставен, и сето ова повторно го отвори прашањето околу идентитетот. Дали Европската Унија го признава македонскиот идентитет, дали не го признава, дали со ова се направи обид некако тоа да се афирмира, дали повторно е поништен. Значи, истите прашања, ми се чини. Како гледате вие на ова? Па, прилично е комплексно и сложено да се објасни сето тоа во македонската јавност, што како се случува. Прво, Европската Унија воопшто не е таа што признава идентитети, или било какви. Што дава или зима идентитет? Или се зема или не признава. Така што сето тоа добива нека друга конотација поради спинувањето, аз мислам, на работите, значи тоа што Европската Унија со прегорачката рамка е ставено таму, нели, дека треба да се решува прашањето со намалување на дискриминацијата и општествена кохезија на сите заедници, со вклучување на некои заедници што не се именувани, како што се бугарите, значи така гласи тоа што е во преговарачката рамка. И што ни престои сега, значи тука не само збор со бугарите, него сите тие извештаи што Македонија ги добивала од подпишувањето на рамковата конвенција до денеска, нели, треба само да се прочита, да се видат и да се види дека тоа има еволуција, каде не е тоа сега само вака за бугарското прашање. Меѓутоа, притисокот е направен нормално од страна на Бугарија, односно тоа раководство што беше пред неколку години, кога се донесе францускиот предлог, нели, прво бугарските барања беа максималистички, знаеме што донесе бугарскиот парламент за негирање на јазикот, на идентитетот и така натаму, на историјата. Меѓутоа сето тоа, нели, падна во вода од Европската Унија и сета барањата на Бугарија се сведува на тоа, нели, да се внесат неколку заедници, вклучувајќи ги и бугарите во преамбулата на Уставот. Така да тоа е ставот на Европската Унија официјално и тоа е нашата задача. Ова извешта што сега оди во Европскиот парламент, тоа е исто така, имаме разни извештувачи, знаете, пред неколку години беше Кјучук, нели, како беше од Бугарија, значи тоа е Европскиот парламент си нормално се дава свој политички став, како што кај нас. Парламентот дава декларација, мисли резолуција, па се влада ги имплементира. Така и во Европската Унија. Парламентот, ние знаеме колку пати парламентот европски дала препораки дека мора веднаш да почне преговорите за Македонија, околу 15 пати, нели? Меѓутоа кога доаѓа во Европската комисија, се тоа сосема друго се политиките. Европскиот парламент носи резолуции за се и се што, но не значи дека ќе бидат имплементирани. Токму така. Сега Вајц, нели, и тој доаѓа од Австрија, од еден регион кој што е мултиетнички, нели, од Штаерска, ние и Штаерска ја познаваме, нели. И прилично иако и сега таму се појавија повторно проблеми со словенската заедница во Австрија, околу некои права на словенците, меѓутоа не е битно. Тој е раставен, тој е, како се кажеме, мултикултурна средина во Штаерска и прилично по-конструктивно ги разбера и работите во Македонија и тоа го стави како значено дека треба да стои, дека е прилично кај нас е политичка тема и идентитетот и јазикот и така натаму, иако е тоа мало испинувано од страна на сегашната власт, бидејќи пред се јазикот никогаш не бил под дискусија на мултилатералните односи, нели, бил дискусија о билатерални односи меѓу Македонија и Бугарија и, нели, договорот кој се потпише уште кога беше таму 98 година, нели, тоа се договори, се направи договор да се потреби терминот на уставни признаени јазици, нели? Да, со Бугарија. Со Бугарија. Потоа имавме уште еден договор за добрососедство, каде што прашањето на јазикот, нели, се избегна, меѓутоа се постави прашањето на заедничката историја, како што стои, нели, во самиот договор и формирање на таа комисија и така натаму, која што подоцна влегува во протоколите, нели,
во протоколите што се Но во имаше рамките една- на преговорите за Европската Но унија. имаше една изјава на премиерот кај што вели ние го одбранивме македонскиот јазик, беше во опасност во Европската унија, ние го одбранивме. Отприлика така, Како го парафразирам. ја не знам како го одбране. Значи македонскиот јазик на македонски јазик е потпишан договор од Фронтекс. Значи тој е првиот основачки еден од важните договори што Европската унија ги подпишува со земјите кандидати, нели, договорот за Фронтекс на македонски, чист македонски јазик. Значи никогаш после тоа кога бил во опасност, не знам. Беше ли влеше во опасност? Стои во Европската унија како јазик. Како македонски јазик, така да и во обдинација стои така. Нации. И со Преспанскиот договор е тоа веќе дефинитивно, барем во обдинација тоа нели заклучено со македонски. Така што ја се извинувам ако се чувате пред 2 години во Бундестагот во германскиот парламент имам резолуција каде се чисто нели и Германија застана за тоа, иако имавме еден дел на коалициони, да кажеме, не се коалициони, него се партнери на ВМРО-ДПМН од десницата беа против таа резолуција во Бундестагот. Се нешто слично од истите структури не се случува нели со овие амандманите во Европски парламент, тоа е друго политичко прашање и треба се размисли тука која пак улогата на ВМРО-ДПМН за неговите, да кажеме, европски партнери да постојано се го негираат, ставаат сопки, го поставуваат на дневен ред прашањето на јазикот идентитет. Така се обиде премиерот тоа некако да го испинува кога на почетокот ги повика СДСМ да лобираат кај своите партнери во Европарламентот, ете да ја поддржат резолуцијата, да го поддржат идентитетот, но на крај излезе дека најголем проблем доаѓа од ДПП. Од десницата. Да. Од сестринските партии на ВМРО-ДПМН. Така што веројатно не сакам јас ништо да продуцирам да наметнувам, меѓутоа сепак можеби треба самиот Мицковски Врман да се ги преиспита неговите редови, неговите, да кажеме, коалициони партнери во Европа, значи таму лежи проблемот. Не воопшто не лежи проблемот во Европската унија, не лежи проблемот во политики на Европската унија или пак не лежи проблемот во, да кажеме, социјалдемократските, како се социјалистичката, нели, ова платформа или коалиција, како се вика во Европската унија. Така што на друго место лежи зајако што се вика. Така што не е добро да се спинува. Значи имаме Европска народна партија, ИПП, Да. имаме Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи, СД, либерална група, И се договорија сите да се трни воопшто Да, македонски јазик и македонски идентитет од извештаот, што мисламе за нив е соломонско решение. Значи, мислам... Добро, тоа тргање на јазикот и Од идентитетот извештајот, да. од извештајот, на некој начин се свати во држава дека на некој начин сега Европската унија не го признава македонскиот Не, идентитет. него не сека да се вмеша. Не сека да се вмеша во балкански, да кажеме, котел. За нив воопшто не е во ова ситуација, поготово сега меѓународна, кај што се наоѓа светот со вакви конфликти, со вакви, да кажеме, односи во меѓународна заедница, сега некој од нив кај губи време, нели, да влезе во балканскиот котел да се расправа за идентитетски прашања во Балканот. Но Значи тоа е нивна парадигма, не е каде Но од што друга страна гледаме дека бугарските партијаници прилично сериозно го сватија ова и се впуштија во сериозна политичка битка по ова прашање. Па добро, сега видите, Бугарија е сериозен политички играч во меѓународните рамки. Така ли, тие секојаш наоѓаат начин, не само Бугарија, сите на Балканот, и Грција, и Србија, и така натаму, сите гледаме се во некоја си дипломатска офанзива за нивните потреби и така натаму. Гледаме што се случува и во Србија, па пак Србија е многу активна во дипломатијата и така натаму. Да не зборуваме за Грција. Кај наша дипломатија малку така се нешто на стендбај, се некој против нас има и се нешто ние, нели, така го поставуваме наративот дека некој против нас работи. Бугарија нормално си го нивниот концепт, нивната, да кажеме, нивниот наратив што си го имаат и тие собираат глас и натаму и нормално се собираат политички поени, како што собираат и нашите политички поени во сет ова работа. Меѓутоа, колку тие влијаат во ова работа и колку тие успеа да го наметнат прашањето во ЕТС извештаот на Европскиот парламент е исто така една работа што тие се тука присутни, ние сме надвор од собата. Знаете, ние сме во ходникот, тие се внатре во собата и тука е предноста што секојаш може да искори. Значи, ние што треба да направиме, треба да влеземе ние внатре во клубот, да биде ние внатре во собата, да можеме ние да влијаеме соодветно, а не преку посредници, па овој ми е пријател, тој ми е непријател, овој ми е неутрален, дека натаму, да лобира. Друго, кој ќе бидеме внатре, кој ќе имаме право да понесуваме ние амандмани и за македонското малцинство во Бугарија или не знам во другите земји, а друго е кога сме ние во ходникот надвор стоиме коридорот и
нешто постојано бараме пријатели непријатели. Се чини, господине Земон, дека со оваквата поставеност, еве, и со сето ова што се случува околу извештајот, како да се намалува можноста ние да направиме исчекор по тоа прашање. Па доколку првичните изјави на премиерот и владата беа дека ние бараме некакви гаранции од Европската унија во однос на идентитетските прашања и така натаму, и ова можеби ќе беше дел од тие гаранции доколку Европскиот парламент поминеше еден ваков извештај. Сега ми се чини дека се случува толку спротивното, дека ова ги цементира позициите да нема прогрес. Прво, само од тоа став, ја сум бил неколку пати кај вас во студиото, барање на гаранции од Европската унија за такво нешто е небулоза, значи нонсенс е. Значи никој нема да даде гаранции за таква работа. Значи што идентитетот докато ти самиот не знаеш да се го чувствуваш, тоа што и кажа Марта Кост. Поентата не знам беше дека идентитетот е чувство и дека ние треба да се го чувствуваме, идентитетот тоа не може да ни одземе тоа право. Значи појасно и подобро кажано, не знам кој. Друго што кај нас се спинуваше тоа со пинџури, со ајвари, не знам што и со... Да, но тоа беше разбрано сосема обратно. Да, ама поентата што е? Поентата што така се кажа примери, а поентата, тезата дека идентитетот е чувство и дека тоа никој не може да го одземе. И како може тоа да некој се чувство, некој даде гаранции. Значи наједноставно да кажем. Ако јас се изјаснувам за кинез или не знам за етиопјанец или за еским, и тоа е моето чувство, кој може да даде гаранција да ти стварно си еским. Значи нема таква работа. Така ли било која институција меѓународна. Така да мислам се ова е банално кажано исто, не дека така функционираат работите. Меѓутоа мислам дека гаранции е илузорно да бараме, дека тоа исто така една конструкција и спинување, поготово кога станува збор за идентитет. Прашање јазикот е завршена работа, пак ќе кажам. Во нации тоа стои во регистар на јазиците, Европската унија си го признава јазикот, официјално нели кога се преведува има таму македонски јазик, Фронтекс се потпиша на македонски чист јазик, така што тоа е објективна работа и тоа е завршена работа. Идентитетот е субјективна работа и тука никој за тоа не може да даде гаранции. Да. Така што тоа што се спинува, се прават политички поени, од тоа се преседува балонот. Ја исто кај вас за една емисија во студиото кажа дека ние цела година во некој балон живееме во меур, нели, и мислиме дека од тој меур така изгледа светот, мислам дека тој меур ќе пукне, а сега пука меурот. Ова сега пука меур, ќе доаѓаме до реал политика. Значи, овие сите три коалиции во Европската парламент, тие водат реална политика, не водат илузорни политики. Реална политика, меурот пука, нели, сега, нели, после пукање на меурот, мало ќе спаднеме на реалната состојба на теренот. А тоа што нас како врска ни очекува, тоа мислам дека ќе завршиме веднаш после локалните избори, ќе се отвори уставот, нема каде. Бијаче нашиот пат е Европската унија. Ја не знам каде и не знам дали некој легитимитет има од ова влада да ја води Македонија надвор од патот што е на Европската унија. Така што како и да е, тоа е наша врска, сите ни кажа и Марта Кос и сите и португалец која дојде, нели како се каже, Кошта, сите кажа дека тоа е врската мора да се исполни, тоа нема мрдање. И тоа треба да се заврши, тоа е прифатена врска од државата и тоа треба да се завршиме за да почнат преговори, да продолжат преговори. Да, но извештајот исто така е нотирано кога еве ова зборувате за патот во Европската унија, каде што Европската унија е загрижена за странските влијанија во земјава, тука е посочена Русија и Кина, но и посочена е врската со Србија и Унгарија, например, дека Македонија или владата, ајде да речеме, премногу се посветува на таа врска. На некој начин се индицира дека се спомнато е гласањето за резолуцијата, каде што е на некој начин гласано по препорака на Соединетите Американски држави, а не на Европската унија за Палестина, така да на некој начин се иницира дека Македонија не е премногу посветена на европскиот пат, туку на некакви други релации. Токму така стои тоа во извештајот и тоа е една реална состојба. Значи Вајци и тоа нели го констатира и мислам дека тука треба повеќе биде фокусот не да се спинува работа поради идентитетот и така натаму. Тука е реалната работа. Ова година дена нели на некој начин Македонија влезе во така наречените илиберални системи на владење, значи тоа што го прави Орбан, тоа е илиберално владење, нели? Меѓутоа и последните анкети, имавме пред недела дена Прайд парада во Будимпешта, каде што народов, дама не е како кај нас, не го разбира тоа Прайд само во врска со ЛГБТ
Q плюс заедниците, да е сосема други контекстот. Видовме дека скоро 1 милион луѓе имаше на улица. Меѓутоа и последните анкети што кажуваат дека партијата Фидес на Орбан веќе ја губи рейтингот и се надева дека до година кога ќе има парламентарни избори дека ќе дојде до промени во Унгарија. Меѓутоа видовте нашата влада влезе во некакви должнички доверителски односи со Унгарија, место да бараме пари од банки или место да ги користиме тие фондови што се грантови на Европската унија, ама треба да се загрее столче да се пишуваат тие проекти. Ние отидовме на некои лесни пари со сомнително потекло, се мисли дека и за кинески пари се работи. Меѓутоа, влеговме во такви ангажмани, кои што на крај и гледаме како кај нас се случува. На крај се до тоа завршува некои непознати, нели, корисници, бенефишери што кажуваат и од тие парите што ги добивме од Унгарија. Во врска со Вучич Србија гледаме што се случува во Србија деноите. Значи цела Србија е скоро блокирана, секој ден имаме блокади. Народот веќе во Србија не може да го трпи и овој и либерален режим на Вучич, како ќе заврши ќе видиме, меѓутоа гледаме дека тензиите и таму веќе растат, све поголеми се, све повеќе и повеќе инциденти имаме на улиците. Така да мислам дека Македонија треба со време, поготоа влада да се вратиме на курсот на Европската унија, на европските интеграции, бидејќи и Европа се постои овој ударот со Трамп што беше, и Европа колку се консолидира, се прават некои потези кои што гледаме и Трамп на некој начин легна на брашно, на последниот самит што беше во Хаг со НАТО. Така да, колку и да траеше овој излет, мислам, време е да сите застанеме трезвено, да завршиме со овие авантури што ни беа и излети, да се вратиме тој долгорочниот пат што е да бидеме, бидејќи Македонија, ние сме сепак дел на таа така наречена западна цивилизација, нели, и по уредување и по обедување и по нашата миграција. Значи, ние сета наша млади, сите наши вработени работат или во Европа или во Америка, никој не отишол да работи ниту во Иран, ниту во Русија, ниту во Кина. Има нешто и во Кина што работи. Добро, за воља на вистината не земавме кредит само од Унгарија, туку и имаме во најава и од Велика Британија. Тоа не се кредити, тоа е гаранција дека Британија ќе ни даде, не е ни заем, дека Британија ќе даде гаранција ако ние склопиме договор со некоја од британските банки. А британските банки ќе ни дадат пари кои ќе имаме реални проекти. Така што колку тоа ќе трае, ќе видиме и таа процедура, меѓутоа добро е што Британија стои, имаме барем тука, иако ја мислам дека тоа сепак е нешто, треба да видиме и колку британското влијание на Балканот е исто се присутно, секогаш во историјата било присутно. Сега кога зборам Британија е надвор од Европската унија, знаеме, и сосема се другиот контекст е. Меѓутоа, нормално и Британија е наша пријателска земја и е во дел на таа цивилизација западна, каде што и ние треба да припаѓаме и треба да е добро дојде во секој случај тоа што Британија дава толкава доверба на Македонија дека сака да инвестира британски пари во инфраструктурни објекти, што е тоа добро. Значи ние навистина инфраструктурата веќе толку ни е пропадната, значи овие 30 години никаква инфраструктура не направивме што се вика современа, да подиме само во Косово, Албанија, има каква инфраструктура има, нели колку понапред се отиде од нас, камоли нели по-северно да одиме или према Европа. Значи тоа е добро што Британија барем ќе даде пари да направиме добра инфраструктура. Ако нели ова влада, иако сите проценки не спека кажуваат дека ние немаме ни капацитет тие пари да ги абсорбираме, ниту имаме фирми што тоа може да го направат како што треба, че не треба и тука прилично помош во таа логистика. Да, добро, сето ова пред самиот крај во контекст на локалните избори кои наскоро се приближуваат, анкетите покажуваат едно доста убедливо и стабилно водство на ВМРО-ДПМН во однос на СДСМ, но тука и левица која е прилично блиску. Очекувате ли нешто поинаку да се случи освен ова? За сега барем гледаме дека ВМРО-ДПМН ќе освои најголем дел од општината. Па јас секогаш сум дека нашите анкети, ова што се објавува, не секогаш скоро никогаш не ги погодувале како што треба резултатите, така што не верувам јас многу во нашите анкети. Бидејќи ние сме прилично мала земја со мал електорат, се до тоа ќе се каже на денот на изборите. И иако трендот може да се знае, трендот е јасен дека можеби повторно ВМРО ќе ги доби најброј на општини, меѓутоа
Сето тоа зависи од самите кандидати. Колку што јас гледам старите кандидати, градоначалници во најголем дел се се кандидираат, што слушаме што се кандидираат. Дали ќе успеат да ги убедат граѓаните дека до овие минати 4 години успешно владеле со општините, тоа е друго прашање. Значи, досега овие и анкетиве се на прашања што се поврзани со, да кажеме, политика што се води на национално ниво. Кога ќе додиме сега на кампања со кандидати реални, со реални проекти, што е направено на овие што се стари градоначалници, што се кандидати, и новите, мислам дека сосема друго ќе биде ситуацијата. Мислам дека ова што ни се случи со трагичниот настан во Кочани малу ја промени кај гласачите парадигмата на гледање работите. Мислам дека ќе имаме и голем повторно, ќе имаме голема абстиненција на изборите, по мое согледување, бидејќи народов тешко ќе ги убедиме да тие неопределените да додат да гласат, барем по тоа што јас на теренете чувствуваме и што читаме, нели, експертски извештаи, така што и таа работа треба да имаме во предвид. Значи, мислам дека ќе имаме голема абстиненција, а след партиското членство ќе се гласа. И во таква една ситуација, сосема ќе друго. Иако не треба да занемариме и левицата, која што прилично е во растешки тренд, а и да не заборавиме ова што им се прави во моментов на граѓанските иницијативи, да не може да регистрираат кандидатски листи и да собираат, не знам, за Скопје 4000 потписи, а за партија треба 1000 потписи, или не знам во кој град тамо, тоа го уште повеќе го дига револтот кај граѓаните и мислам дека се уште е рано да прогнозираме што ќе се случи на локалните избори, ќе бидат во октомври, така ли. Некаде во септември, можеби почеток на октомври ќе добиеме вистинската слика како е расположението кај народот. Вака се оневозможуваат многу такви независни или граѓански листи кои направија навистина голем бум на последните локални избори. Зелен хуман град и така натаму. Сега ќе биде доста тешко за нив да настапат. Мислам, или потешко, прилично потешко. Тие се сепак организирани, иако мислам дека не е тоа некој проблем да ги соберат потписи, бидејќи како што ја гледам трендот е така се движи. И уште една работа, не знам дали читавте денеска или вчера имаше дека веќе свежа работата да Охрид го изгуби статусот на град на УНЕСКО, да влезе во тие што се од културно наследство под ризик. И тоа може да влијае прилично. Пак ќе кажам, ова во Кочани што трагичната настан што се случи влијаеше, ќе видиме како ќе влијае сега ова се извештајот на Европската унија, бидејќи ова е дебакл на Мицкоски и на македонската дипломатија кој се случи да се трни, значи да се трни. Друго е да се внесе, друго е да нема, друго е да се трни. А за тоа ли цело време гледаме дека ВМРО се бори дали да добие тука поени, и ако ова се случи, веројатно ќе се случи во парламентот да се трни од извештајот македонски идентитет и македонски јазик, тоа е мислам дека е дебакл на политиката на ВМРО и тука ќе има исто така голем број разочарани од тие што гласаа лани за ова политичка опција. Да, ќе видиме утре се гласа. Добро, господине Земун, ви благодарам за ова гостување. Благодарам на вас и убави летни одмори. Се разбира и на вас. Почитувани, ви благодариме што не следевте целата сезона. Тука јас, Сеад Резвановиќ, се одјавувам од студио 10 со моите колеги, ќе останете уште некој време. Ви благодариме на вниманието и на довербата и се разбира останете со програмата на телевизија 24.